Ситуацијата со Преспанското езеро е се полоша. Вода се помалку, калта и тињата ги голтаат плажите. Сликата од терен е алармантна, но и тажна. Цели површини на брегот се исушени. Водата се повеќе се повлекува, а конкретни мерки нема. За сега се е само на хартија. Потребна интервенција, час поскоро од трите држави кои го делат, велат од Хидробиолошкиот институт. Преспанското езеро е трансгранично. Доколку не се преземат соодветни мерки, унифициран мониторинг од страна на албанската, грчката и македонската страна, не можеме да зборуваме за соодветни мерки и решенија. Сите три земји се соочуваме со истите проблеми. Неконтролирано искористување на водните ресурси, без разлика дали се работи за наводнување или од други потреби, неконтролирано искористување на агрохемиски препарати во производството на земјоделските култури и овоштарниците. Секако проблемот со испуштање на нетретирани отпадни води во самиот реципиент Преспанско езеро. Повлекувањето на водата е ризик фактори за појава на разни заразни болести, вели доктор Благоја Китановски од специјализираната болница за респираторни заболувања од Тешево. Самото повлекување на езерото доведува до промена на биодиверзитетот и може да се појават некои заразни болести кои не биле карактеристични за овој регион. Со самото повлекување исто така се зголемува и бројот на инсекти, така да овој дел треба да се превенира и да се заштити. Преспанското езеро се повлекува уште од 1963 година наваму, а според некои истражувања во изминатите 6 децении езерото загубило дури 60% од волуменот на водата. Она што дополнително загрижува е што повлеченоста на водата на различни крајбрежни делови е се поголема. Ако во претор се повлекла за 10 или 20 метри, на крајбрежјето во Стење или Коњско, брегот е проширен за 150 до 180 метри во должина, зависно од местоположбата.